Роберт Ф. Кенеди Джуниор најави дека ќе го предизвика председателот Џо Бајден за номинација на Демократската партија, велејќи дека корпорациите имаат преголемо влијание врз владата со поразителни резултати. Да ја отруат нашите деца и народ со хемикали и фармацевски лекови, да ја осиромашат средната класа и да не држат во постојана состојба на војна. Кенеди е добро познат како син на починатиот американски јавен обвинител Роберт Ф. Кенеди, но и како долгогодишен скептик за вакцините, промовирајќи научно дискредитирани теории. Тој повика на затворање на границата меѓу САД и Мексико и посочи дека лековите на рецепт се одговорни за бранот масовни пукања во САД. Во јуни, Real Clear Politics пресмета дека просечната поддршка за Кенеди меѓу демократите е околу 14%, во споредба со 64% за Бајден. Аналитичарите велат дека иако неговата кампања покажува знаци на рана поддршка, не е јасно какви политики препорачува за да се поврзе со гласачите. Сакаме да имаме безбедни вакцини, сакаме добро да размислиме за Украина, на што тој се противи. Сакаме добро да размислиме за оружјето, за она што го предизвикува оруженото насилство што го имаме. Проблемот е што не е јасно каде не водат неговите размислувања. Како адвокат за заштита на животната средина, Роберт Кенеди Джуниор може да им се допадне на еколошки свесните демократски првични гласови или на оние кои планираат да дадат протестни гласови поради фрустрација од политиката на Бајден. Но политикологот Хенс Ноел вели дека Кенеди нема да може да го собори Бајден за номинација на неговата партија. Не е веројатно дека тоа ќе го промени исходот, но се разбира може да биде комплицирано и луѓето да зборуваат за тоа. Може да покаже фрустрација за Бајден. Сепак, некои мислат дека тимот на Бајден треба да внимава на кампањата на Кенеди со оглед на поддршката за него во анкетите. Многу луѓе се прашуваат околу годините на Бајден, кој ќе има над 80 до изборите следната година и кои се нивните други опции. Кампањите и на Бајден и на Кенеди ги одбија барањата на Гласот на Америка за коментар.